Добро вечер, Македонија, и добре дојдовте во 24-тото издание на Среќно семејство на Евана. И денеска ќе се забавуваме, но пред се и ќе се наградуваме. Во игра се 1500 и 300 евра. Тука се и нашите семејства кои што ќе се надпреваруваат, но пред да ги запознаеме нив, да го запознаеме и жирито кој што ќе се грижи за регуларноста на денешното издание. Добро вечер. На позиција број 1, семејството Станковски кои што го сочинуваат Горан, Стаменчо и Ана Марија. Горан, од каде ни доаѓате? Од Кочани. Од Кочани. Како животот во Кочани се моментално? Моментално суву и ладно. Суву и ладно. Како цела Македонија? Добро. Тоа е И некој е добро. Да. Со што се занимаваш, Горан? Вработен сум во Министерството за одбрана. Моментално сум на служба во Штип. Да, то поздравам. Драго ми е. Господине, Добро ви вечер. кажи ми, кој е најштедлив кај вас дома? Кој штеди најмногу електрична енергија? Сите. Сите? Сите. Значи, добро сте воспитани, Сите а? гасат штекери и така. Одлично. Баш ми е мило. На позиција број 2, семејството Митревски и Тозовски. Колку што разбира вече ти Тозовски се представуваш, така? По кога? По дедом. По дедот. А ти ли потице? Јас сум на сите. А братучетката ваша? Митревска. Ако не се лажам, Мирка, така, бабата, Анастасија и Милутин. Така, кај вас дома кој е најштедлив? Најштедливи сме ја и внуката. Ти и внуката. Само овој ми гасни ме струја по Така, а ти, сите. А машките се многу Да, знам. За овој јас ке се воздржам од коментари и кај нас дома исто. Така. трошајли. Само држи се домашкост. Не се давај така лесно. И на позиција број 3, семејството Јоновски го сочинуваат Игор, Маријан, Дијана и Давид. Како сте? Одлично, фала. Одлични сте. Кај вас дома кој е најштедлив? Па моментално сопругата. Моментално сопругата. Со сопругата се договоривме дека нема многу да му обетиме. Ама погледни ме еднаш барем. Да си мафнеме, може така. Не. Кај вас дома кој е омилен електричен апарат? Компјутерот. Компјутерот. Дали го гасите некогаш или Па ретко? Стендбај, па самиот ке се изгаси пред спиење. Многу ми е драго. Тоа се нашите 3 семејства кои што ќе се надпреваруваат во денешното 24-то издание. А сега, да не должам многу, време е за топка на среќа. Започнуваме. На позиција Горан во друштво со прекрасната киркичка Ана Марија. Подготвени сте? Подготвени. Правилата ви се јасни, така? Јасно, да. 3 обиди за да остварите што поголем резултат. Повели Горан, ако ти фрлаш или не знам Ана Марија, ја колку се разбрав ти. Јас ке фрлам така. Ајде да видиме што ќе направите. Имате 3 шанси, го како лицитација оди. Одиме еднаш, ајде, одиме, може, слободно. Мај! Ова војнички беше, брат. Остана само уште една коцка, можеш слободно одме и таа да маваш. И да видиме, имаме добар резултат. Па, 5, 10, 15, 16, 17. Горан, одличен резултат. Може да се вратиш на својата позиција. На својата позиција и Милутин. А вие што туку пред малце бевте сведоци колку сум добар во математика. Значи резултатот на семејството Станковски е 22, не 17, јас како што реков. Подготвен си, така? Да. Повели брат, имаш и ти 3 шанси и овој пат ќе чекам да излезе резултатот на екранот и да го прочитам. Можеш брат, мавај кога сакаш. Ајде! Леле, многу ми е жал таа коцка излегува од игра, само ќе ти ја помрна малце како не би ти сметала и мавај. Такво ни е правилото, сите оние коцки што ќе паднат од другата страна, повеќе не можеме да ги рачунаме. Значи имаме 2, 10, 12. На својата позиција и Дијана, ти посакувам многу среќа, подготвена си? Да. Добро, не мораш да договоривме дека нема да збориме. Ние муабет не правиме, може со климање само. Имаш 3 шанси, почни кога се чувствуваш подготвена. Замисли го сопругот сега. Замисли го сопругот како мамат по него. Многу ми е, ај пробај ова, ќе мрднам само за момент оваа коцка. Пробај дали можеш ова да закачиш, а мислам дека нема шанси, ќе мора само овие тука да ги броиме. Пробај, дај се од себе. Не може, пази само да не те удари сега тебе топката. Добре, ги броиме овие, за жал ова коцка не можеме да играме и таа, но имаш добар резултат. 10, 15, 16. Можеш да се вратиш на својата позиција, а ние да го погледнеме и генералниот пласман. На првата позиција 3 поена за семејството Станковски, на втора позиција семејството Јоновски со 2 поена и со 1 поен семејството Митревски и Тозовски.
Но тука не завршува се, време е за втората игра. На слепо. На својата позиција семејството Станковски. Тукаше и Стаменчо, Ана Марија која што ќе му прави друштво и Горан кој што ќе фаќа. Подготвени сте, така? Повели Златен, стави ги само на очарите, ова се нашите наочари низ кои што ништо не се гледа, за разлика од моите кои што ми ги отвараат погледите кон светот. Чекај само да ти наместам вака. Боза, немаш да гледаш телевизија. Така. Сега ќе те завртам 3 пати и потоа слушај го тато што збори. 1, 2 и 3. Ајде. И на мој знак имате 60 секунди за да уфрлите што повеќе топки. Одиме. 3, 2, 1. Може! Правилата ви се добро познати на сите вас. Црвените топки носат 3 поена, жолтите. Оп, ајде, чекајте да не сметаме. Довикнуваат и во студиото тука. Возбуден сум премногу. Ајде. Посилно. Црвените 3 поена, жолтите 2 поена, сините 1 поен. Сега семејството Станковски остварува одличен резултат. Слушај го. Наведувај го. Фрлај. Брзо, упс, за малце. Посилно, напред, посилно. Посилно уште малце. Бравос! Посилно, повисок, ајде. Добре ми се допаѓа што сите во студиото набиваат како да не се конкуренција еден со друг. Ајде, имате уште 15 секунди, уште доста време е тоа. Уп! Леле, машала! Добро уигран тим, а тука и Ана Марија е доста менче за да му дава сугестии да го наведува кадето. 4, 3, 2, 1. И последната топка не влезе, а ти си влезе во ритам. Последната нема да броиме, нема гајле, дојди вака само да им покажеме на сите, машала, колку ја наполнивте нашата мрежа. И сега го чекаме и резултатот, да видиме колку поени сте освоиле во оваа игра. Сите кјутиме. Чекаме возбудено и вашиот резултат е 45. Одличен резултат. Можете да се вратите на вашето место да ги наочарите назад. Ти благодарам. Митревски и Тозовски. Брат и сестра со различни презимиња. Многу ми интересно и морав да го споделам со сите. Многу ми подготвени сте, така? Да. Ти беше Анастасија и Милуте. Да. Чекай, ти си постара, те слушам. Слушам, мораш да му онака, Да. Пази на што при сега. Повели Анастасија на очарите. Намести ги, а ја после ќе притиснам како нели бива кумирале секој што чекај. Ајде. Така, сега те завртам 3 пати да не се плашиш. Еднаш, 2 пати, 3 пати. И на мој знак, молим те, ти можеш да наведуваш, брат. Кажи дали стои како што треба, не. Добре. Ве, молам само да го видиме и времето. Ете го на мој знак. 3, 2, 1. Имате 60 секунди. Фрлај. Браво, со одлично стартува. Мора да видам ваква. Вие сте уиграни стварно. Пазете, значи, ако се наполни мрежата, можете да ги притиснете топките, нели да ги напиете, како би можеле уште повеќе да погодувате, да трупате топки. Машала! Браво за Анастасија! Ја да сум искрено момче на Анастасија, би се пазал. Ако изнервира со камен од далеку ќе те мава. Прецизно, браво, си имате уште 25 секунди. Како да сакаат Митревски и Тозовски по слабата игра во првата топка на среќа наречена да се вратат. Нема место. Бутке, брат, не се предај тек така, ајде. Има место. Само ако сакаш. 8, 7, 6, 5, чекај се. Добавна во глава. Брат ти во глагути. И тоа е тоа. Жири, важи последната топка. Машала имате. Не можам ли да дигнам? Ајде да го видиме резултатот. Митревски, Тозовски. Вашиот резултат е убав. 55 поени, браво! Можете да се вратите на својата позиција, а јас ќе ја спуштам. Рака ми. Јоновски на својата позиција, Игор и Марија. Што се паѓа ти ве двајца само? Па он ми е девер мене. Он ти е девер? Да. Како се презиваш, брат? Он е Гогушовски. Гогушовски. Чисто онака, колку да знаеме да те представиме и тебе пред цела Македонија. Правилата ви се јасни, така? Повели намести ги на очарите. Тоа е после да притисна, знае, и да го испуштам оној добро познат звук. Чекај.
Така, сега ќе завртам 3 пати. Игор, подготвен си, така? Да. Ајде, одиме, еднаш, 2 пати, 3 пати. Најди кај корпата. Пази, ти пази, Маријан, да не се мрднеш од точката на мој знак. 3, 2, 1, може! Кажуваме, така, браво! Сте малце на. Добро. Браво, одлично се стоѓате. Терај. Браво, добре. Како почна, од памет си задржа. Терај. Ама, добар си. GPS-от ти се уклучи. Сега за сега им оди одлично на Јоновски. Браво си, ова имаш и таки игра и со Рамок по фудбал. Да не си играл фудбал негаш, Маријан? Ајде. Сум играл. Си играл, добре. Се гледа одма. Чекај ја да се тргна малце страшно и мене во глава, не тркне некај. Ајде, имате уште 25 секунди, уште доста време. Мрежата веќе е исполнета. Браво, Сигур, одлично ти оди. Се подобар и подобар си. Чекај само да не турачам ја. Дете, опуштам. Ке напред белја за малце. Ке ме казнеше менеджерито после. Ке ми одбија 2 поена. Чекај само вака ќе наместам ова за нети. Мрда, уште 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тоа е тоа, ама имате полна врека мрежа со топки, топчиња, топки. Како и да е, сега само да го погледнеме и резултатот. Машала, туку има доста, од прилика негде околу 49, ја мислам. Ова Дракав ги извади, драги мои пријатели, појма немам колку ќе види. 47, близко бев, одлично. Сега само да ги оставам топка дека раката ми падна. Значи, Станковски 45 поени, Митревски 55 и Јоновски 47. Да го погледнеме и генералниот класман. Станковски 4, Митревски 4 и Јоновски 4. Значи, последната игра, третата, штедиме струја, ќе одлучи кои две семејства ќе одат во финалето. Станковски Горан, Стаменчо и Ана Марија. Јасни ви се правилата, така имаме 9 светилки кои што треба да ги изгасиме. Да, ајде се пофаливте дека сте добри штедачи на струја, сега е вашата шанса и цела Македонија да се увери во тоа. Само да го видиме бројчаникот на нашите екрани, ќе имате за оваа игра 60 секунди. На мој знак 3, 2, 1. Може, Горан. Значи се е до техниката и очигледно Горан добро ја провалил техниката. Ако ги изгаси светилките пред истекот на времето, застануваме, значи нема потреба од повеќе да мават. Сега за сега 3 светилки се изгасени. Браво! Само, Ана Марија, не смеш да мава, знаеш, можеш да ги носиш топките, слободно. Можеш да трчат низ студио, можеш и да играш ако сакаш. Затоа сме тука да се забавуваме и како што реков и да се наградуваме. Браво, Горан, одлично ти оди. И имаш уште пола минута, 30 секунди, така да... Тоа е уште доста 1, 2, 3, 4, 5 изгасени, уште 4, ни 3 ни остануваат. Како да сакаш одма да ме демонтира, браво! Браво, си уште една светилка ни остана. Која ли да и Горан сите за време од 44 секунди. Браво! Можете да се вратите на вашата позиција и да уживате сега. Да го чекате крајниот исход. Митревски и Тозовски на своите позиции. Многу ми интересно, пак морам да кажам. Иначе, братот е запршка на Анастасија во оваа ситуација. Така е? Јас ти се правилата, така? Океј, имате 60 секунди, само да се појави, ете го и бројчаникот. 3, 2, 1 и можеш слободно да маваш. Ајде да видиме. Браво, Анастасија! Ајде, срце! Пази само кај маваш тоа. Како што ти кажа, многу е битно да погодиш вистинската точка, така, за да можеш да го искасиш прекинувачот. Сега за сега имаме една изгасена светилка. Имаш време, среде. Немој да брзаш, имаш уште 40 секунди подобро. Застани, нацентрирај и мама. Ете сега беше близко, браво. Ајде подршка, ајде запршка сите ни дадеме. Одлично, оди. Браво за малце. Ајде, Анастасија, ајде! Навивам за тебе. Нема га, не, џабе. Ајде уште 2-3. Имаш уште 20 секунди доволно време. Нема гајле. Како и да е, нема да си одите со празни раце, како ви да е крајниот исход, затоа што Ивана мисли на сите. Третото место носи 300 евра, второто 500 и првото место 1000 евра, уште еден и тука е крајот. Многу ми е жал, само една изгасена
Светилка. Две, се извинувам, две. Кај гледав ја, па се загледав на некое место, не е ни битно. Можете да се вратите на вашето место и да видиме што ќе направат Јоновски. Јоновски, Игор и Давид на својата позиција. Татко и син. Така си, точно. Твојата поддршка или запршка, како што беше во претходната. Точно, се. Се. Животот без него не може да се намисли, така е. Моментално да. Така е. Ајде, се надам дека ќе ти донесе многу среќа. Имате 1 минута или 60 секунди на располагање. Да пукне, ајде. Силно така. 3, 2, 1. Може да стартуваш, Игор. Иначе, драги гледачи, повторно ќе напоменам дека можда кога седите дома убаво обтегнати на кауч и си гледате телевизија, ви изгледа сето ова многу лесно, но кога ќе се најдете тука, верувајте дека е многу потешко. Но Игор сака да ме демантира, да видиме. Сака да му пркоси на резултатот на Горан, кој што за 44 секунди успеа да ги изгаси сите светилки. Тоа представува еден од најдобрите резултати до сега. Ти имаш, Игор, уште 30 секунди, така да со смирена рака, за малце беше ова, сега за сега 7 се. Ајде! Браво, с уште една светилка ни остана. Таа е тано, дали ќе... И, браво! За 42 секунди. Сакаше, одлично, сега ќе го замолам Горан и Игор да дојдете тука, затоа што мора да фрлиме среќна коцка. Ето само да ви додадам по една коцка, не се толку тешки како што изгледаат. И фрламе за да видиме кој ќе ги однесе трите по една после оваа одиграна игра. Дојде наваму, Игор. Ака само да се наместиме поубаво. Чекај само да ги тргнам топчињава вака и фрламе на кежирито. Не морате многу силно, можете како сакате. Само да не е пресилно, да не направиме белја неко. На мој знак. 3, 2, 1. Слободно фрлај. 6 и 3. Кај тебе одат, значи влегуваш во финале со најмногу поени, Игор, и вие влегувате во финалето, а на семејството Митревски Тозовски само вака да ги направам. Кај вас отидоа 300 евра, не мрдајте од тука, а ние се враќаме со големото финале. Горан и Игор на своите позиции. Значи Станковски против Јоновски во големото финале. Веќе сте насмејани зашто знаете дека инкасирав се и некој денар. Уживајте, значи финалево, нека биде едно големо уживање. Многу битно е Горан, ти имаш прв, Игор ти втор, затоа што Горан имаше повеќе поени по последната одиграна игра. Треба да наредите 4 топки во низа, дали хоризонтално, вертикално, дијагонално, воопшто не е битно, затоа убаво пратете кај и што игра другиот. На мој знак имате 3 минути на располагање. 3, 2, 1, поведи Горан. Игор, сега си ти. Така, ја би ви сугерирал да почекате да видите до кај ќе влезе топката, за да знаете каде да му затворите. Доколку после 3 одиграни минути немаме 4 топки во низа, тогаш броиме чија боја е позастапена на нашата направа. Не знам како. И да видиме. За малце. Лесна рака. Дали е на вистинското место? Не, Горан, сега ти има шанса да затвориш и тоа е вистинското место. Сега на што ќе се одлучи Игор. Но за петици му е Горан, но во следната табела на крстам графа. Имаме че, пазете, значи може и дијагонално да бидат. Имаме тука 3, дали ти успееш да му затвориш, да видиме, да, но последна секунда ти враќа со иста мера, но да немаме некаде 4, немаме. Има 3, не кажам каде, ќе оставам на вас самите да откриете за каде зборувам. И повторно успеа да му затвори. Оп! Во последна секунда. Ја намерно ќуте викам, чекај да видам дали ќе приметиш или не. И сега имаш Горан шанса. Само сконцентрирано. За жал не е вистинската графа. Игор, пази. Сконцентрирано. Се уште. И дали сега на правото место? Да, Станковски си ода дома со 1000 евра. Јоновски, 500 евра и не се така малце, нели? Уживајте. Премногу се возбудив. Може да се вратите на своите позиции, на вашето место, така. Спортски си честита, а јас ќе го повикам представникот од ЕВН, господинот Атанас Ковачевски.
Книгата секоја чита на свој начин. Претворете ја својата сметка за електрична енергија во нови раскази. Регистрирајте се на e-фактура и помогнете во создавањето нови книги. Дознајте повеќе за целиот проект на раскази.мк. Евана, секогаш тука за вас. Атанас, гледам ги носиш овие прекрасни чекови. Секој Што очи ми бодат секоја емисија, да. си ги заслужија корисниците. Имаше мислам дека една од најинтересните и најнапнати така игри Се беа слажам. до сегашниве изданија, каде што до крајот не се знаеше кој ќе победи. Да, за прв пат. Интересна игра, обично фрлаат сите, нели? Да. Посилно кој победил, да беше баш онака како Се што добро, треба, одмерено, сконцентрирано. Па и војска имавме тука. Да, имаме победникот е предсадни многу од повеќе прецизен. филми. Да, не се сомневаме во тој и се докажа. Та третото место или 300 евра, 300 евра. Како сакате, наречете ги Митревски и Тозовски повели. Представник ни треба за да го врачиме. Ој голем, прекрасен чек на 18.450 денари. Мадам Анастасија, повелете, ти беше најзаслужна, онака најмногу учествуваше во денешното издание. Море по пола бевте со брат. Пола бевте договорени. Кажи ми зашто ќе ги потрошиме овие пари? Затоа и пола ќе ги потрошиме со бате. Пола, а на баба ништо не дава? Баба не. Баба не. Одма се откажам, уште пред да почне квизот. Ви посакувам со здравје трошење на парите. Повели тука можеш да си застанеш. Второто место или 500 евра одат кај семејството Јоновски. Игор и мојот најдобар другар Давид. Да пукне другар ми. Честит Игор. Живо за тебе. Ете се знае кај кој ќе одат парите. Чекај, морам да проверам само вака. Кој е повисок од вас двајца? Молим да будете, чекај. Леле, таман сте си. Абе, створени сте еден за друг. Прекрасно. Ево нове наградува и среќно семејство 100-500 евра. Како ќе ги потрошите, Игор? Па ќе видиме прво он што ќе биде, ако остане за нас добро, ако не, тоа ќе биде тоа. Он го диктира темпото на трошење Секогаш. финансино. Тоа е тоа. Ви посакувам многу среќи понатаму победете. И на првата позиција или тие што ќе си одат со 1000 евра, семејството Станковски. Горан, честито. Мадам Ана Марион. Љубим Веците некој го земе? со здравје, нека ви се. Чекај, морам и ја да погледам малце да уживам ово. Убаво. Со здравје, нека ви се. Како ќе ги трошиме овие пари? Па два нови таблети и на одмор сега. Ете така, а после, ќе видиме како ќе одбере. После? Како и да е, со здравје, нека ви се. Благодариме. Повелете и вие застанете на вашата позиција. Јас, драги гледачи, можам само да ви посекам да не следите и понатаму среќно семејство и ево нас се тука за вас, за да се забавуваме и да се наградуваме. Пријатно до следното гледање. Чао!